Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар, емисија која ги третира состојбите во аграрот, едуцира за квалитетно земјоделско производство. Ке се осврниме на состојбите во аграрот, на временските прилики или неприлики, кои што се многу важни за квалитетно земјоделско производство. Со нас и во ова издание на емисијата е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија по 2-3 неделна пауза по однос на она што е ситуацијата со коронавирусот. Еве неповторно со емисија, ќе почнеме со времето. Веќе сме во есен. Во каква состојба се културите со оглед на она што имаме се уште некое време кое што не доликува баш многу на есенски амбиент, без врнежи од дожд, температури кои што и така и така. Не случајно тоа во последните 5-6 години од кога ги имаме емисиите, одиме со освртот за времето како прв и значаен фактор. И овој пат ќе кажеме, ја имаме една од најубавите есенски периоди, еден од најубавите есенски периоди, од кога знам за една подобност по однос на климатските услови, температурите и оние летни изгубени сончеви денови, кој е фактички еден дар за Република Македонија, која се одликува со тие 275 светлосни денови во годината. И времето, есента која имаме, значи, освен ова незадоволство со откупот на грозјето, значи имаше добар временски период за прибирање на секој од културите која дала бил каков род. И тоа е една убава работа, а и за домакинките тоа е секако поволно, бидејќи зимниците правени по така пријатни амбиенти и денови, беше убава работа. Сето тоа води кон тоа да есента мора да ја декларираме како еден од најдобрите периоди кои ги имаме. Ако кажеме дека есента со тие поволности беше добра, од друга страна ние веќе имаме еден изразен негативен импулс по однос на хидролошката состојба во Македонија. Од последните ова недела имав контакти со скоро сите акумулации. Последните сознанија се загрижувачки, бидејќи сите акумулации во Република Македонија се под или до техничкиот минимум. Тоа значи, оној дожд кој го имавме во август месец, кој обуслови да таа влага на еден начин биде поволна и позитивна по однос на обавување на есенската сејба, ние веќе чувствуваме и во полскиот воден капацитет недостатоци на влага и во акумулациите, но јас долгорочната прогноза ја следам и веќе овие денови, веќе следната недела, ние ќе имаме влажен бран со изразени врнежи од дожд. Значи, пред нас е периодот оптимистички да гледаме, бидејќи влегуваме во оној есенско-зимски амбиент, снижување на температурите, тоа веќе ќе се случи за неколку дена и ќе имаме врнежи од дожд. И тие обилни врнежи од дожд, верувам дека рационално ќе бидат усмерени кон акумулациите, да тие бидат полни за наредната вегетација и, што е најважно, за нормална есенска обработка на почвата. Тоа ќе биде, за пример сега, со агрохемиски анализи за обработка на виновата лоза, секако е поволно да има влага. А најголема потреба од влага сега има од житата кои се со поникнување. И сега кај нив се случува да оние жита, каде се на посуви типови почва, да проратат без влага, никулчето може да се уништи и да немаме нормален склоп на растенија. А има и уште еден проблем, што за житата можеше и после да го кажеме, него и сега ќе го спомнеме. Оние производители кои поранија, искористувајќи го врнежите од август, во септември таму, фати оптималниот рок, имаат фантастичен развој на житата. Но има еден пропуст од стручно-практичен аспект, а тоа се и целта на сите едукативни емисии, каде што имаме големо присуство на забрусот.
Сите производители кои имаат поголеми површини од жита треба да извршат контрол. Бидејќи забрусот во една голема форма експанзија, каде што го уништува коренот. И склопот на житата може да биде катастрофален. Каде е пропустот? Овие едукативни емисии ние зборевме дека ентомолошките анализи, каде што се утврдуваат земјишните штетници, ние мора да ги пратиме и да сигнализираме и делуваме на нивно, доколку е над прагот на штетноста, забрусот, тоа треба да се санкционира пред сеидбата на житото. И сега, тој пропуст е направен, бидејќи монокултурно житата повеќе години на исто место се одгледуваат, или некоја болест, или штетен инсект доаѓа тука, точно од пропустот на струката и науката за кој стално збориме дека треба да бидат приоритет на секој земјоделски производител, доколку сака да има квалитетно, нетоксифицирано производство и здраво производство. Сега, ова недела дојдоа луѓе, професоре, забрусот ни е полна, значи има цели, тие во одредени локви се јавуваат, и сега, дали да интервенираат локално, бидејќи ако има 200 хектара, 300 хектара жито, ако оди на цела површина, тоа е голем економски издаток. Ако е можел да се спречи, порано, со многу поевтина методика. И сега се случува да наш апел да биде да производителите кои имаат жита, кои се веќе во фаза на развој, внимателно да следат доколку има такви жаришта, може и локално да се делува. Бидејќи забрусот се знае кога фаќа локви, тогаш почнува неговото ширење и така натаму. Затоа треба струката и науката за која ние секогаш збориме да влезат во тој контекст. Каква е состојбата во аграрот, во импулсот од теренот, во поглед на другите култури, веќе за житариците спомнавме? Да. За другите култури, во текот на овие 2-3 дена, во Валандово се случува она што најмалку сакаме да го слушаме, она што најмалку сакаме да го видиме. Со години јапонското јаболко наместо епитет или бренд од Македонија што треба да оди кон европскиот пазар, а не некое поглавие. Треба да оде брендирана јапонска јаболка, органска, бидејќи таа сега и не се прска. Ние имаме сега разочарувачки откуп на јапонското јаболко. Поигрување со судбината на производителите на јапонско јаболко. 10 денари е откупната цена и производителот вели, професоре, кога ќе дадам дневница на некој да бере и ручек му давам 1200-1500 денари, вика, јапонското јаболко немам рачун да го одгледувам, јас ќе го сечам. Ние секоја година од таму имаме по 3 до 4000 тони јапонско јаболко, наместо Министерството за економија, наместо стопански комори, Министерство за земјоделие, организирано да му укаже на тој производител на јапонско јаболко дека некој размислува на него. Бидејќи сите тие установи живеат од буџетот кој се одделува од грбот на тој производител. Наместо тоа, снајдете се и има неколку трговци кои го девалвираат тој вложен труд на луѓето, го девалвираат тој производ, тоа медитеранско растение, тоа е рајско јаболко. Тоа е квалитет што заслужува внимание на европскиот пазар, бидејќи секде не може да се одгледува. Земајќи го јапонското јаболко, земајќи ја калинката, актинидијата и онаа турска квалитетна смоква, наместо да имаме брендирани производи, да се бориме кон тоа, ние се бориме која политичка партија ќе каже полош или понеточен, или по-омразни зборови еден према друг. Каде одат луѓето што ни ја водат државата? Наместо да се осврнат кон тоа дека во догледно време на европскиот пазар ние нема да бидеме валидни со овие поглавијата. Ќе бидеме валидни и барани ако имаме брендиран производ од квалитетна домата од Струмичко. Ако имаме брендиран производ квалитетно грозје од Кавадарци. Ако имаме брендиран производ од Валандово, дали јапонско јаболко, калинка и така натаму. Тоа
или преспанското јаболко. Тоа се брендови што треба. Тоа ќе не нас воведе во Европа да кажат да, таму има толку сончеви денови, таков тип на почва, таков производ со квалитативни особини што ги нема на друго место. Наместо да се борат тие партии со тоа, тие се борат за буџетот, како да го крчмат и како да ги задолжат нашите внучиња. Со воредни избори на секоја втора година, второ, со онаа што сега се прави. Пак, значи, наместо решение да се понуди, оно се оди со омраза на личност. Тоа е нонсенс и јас мислам дека контактите што ги има со тие институции, надвор од Македонија, и велат кои се тие политичари, бидејќи он чим влезе ден во политика, пратеник или некој на некоја функција или градоначалник, тој право станува политичар. А далеко од политиката, бидејќи он доаѓа тоа што го делуваме ние од нашиот ДДВ да се прави буџетот, тоа е сега крчмењето на парите, ништо друго. Наместо духовност, обединетост, сега за овие бугарите што не го прават тоа, наместо сплотеност, кога слушам сега на некоја алфа телевизија таму, некои такви недолични работи, тоа јас како граѓанин, неутрален граѓанин од страна гледам и се чудам и викам дали е тоа можно? Да, човек македонец на македонец така да се избори. За жал. За жал тоа е трагедија за нашето време. Имаме формирано ново здружение за лозарите. Веќе имавме емисија со председателот на ова здружение. Се декларираат дека ќе бидат надвор од политиката за разлика од досегашните здружувања на земјоделците. Како гледате на едно вакво здружување и може ли да ги даде очекуваните резултати и сите оние најави што доаѓаат од здружението за подобро утре на лозарот? Прво јас ви благодарам на вашето разбирање што го повикавте тоа дете, кое на вистина неколку месеци работевме. Ние в предходните емисии зборавме дека е на повидо формирање здружение. Не со никакви предопределби, освен функцијата земјоделски производител да произведе квалитетен производ за европскиот пазар. Без политички предрасуди и други работи. И сега на повидок е тоа, емисијата, знам во моје отсуство кога не бев тука, е била и гледам еден позитивен импулс и честит пристап. Сега некои од оние интригаши велат, сите здруженија така почнуваат неопределено, па после доаѓаат до некакви други предрасуди, наметнување на политички работи и така на. Јас имам убедување во тоа, дека тука нема да се случи тоа, бидејќи нема да се дадат како досегашните состојби на поединци, да партијата ги обсервира и ги трасира како да они се однесуваат. Него секој член ќе биде актер на иницијативата. Трајна стратегија, уште за Свети Трифун ќе се бара каде со грозјето кое го планираме за наредната година. Која цена, кои се трошковните основи, како економско и еколошко производство, нетоксифицирано, сите тие работи ќе бидат, значи, секој член на здружението. Нема да биде формално за слонарината. Слонарината воопште не е во прашање. Во прашање секој член да биде информиран. А ние, јас лично превземав одредена одговорност, едукациите кои ги имаме тук, они ќе ги следат емисиите, но ќе имаме и воредни такви состаноци кога исполнат условот за некаква пепелница која може да не превари како оваа година, за некој ботритис, за еската која веќе влегува во едно траен проблем со големи размери веќе следната година и може да не нас стави во една споредна улога да имаме умирање на голем дел од чокотот и во насадот. Значи, сите тие работи се обсервирани, дружението се оформува и секој член внатре ќе биде активист. Не пасивен, формално да има кворум. Не.
со своји идеи, со своји размислувања, како да имаме квалитетно производство, како науката да се почитува, бидејќи голем дел од производителите ова година што имавме соработка, вика јас сум крајно задоволен од шеќерните единици. Има луѓе што не дојдоа до шеќерна единица. Има луѓе кои им испука грозјето и од ботритисот буквално не набраа ништо, па од визба на визба ги враќаа ради неквалитетно грозје. Таквото нешто ќе биде основната крилатица на здруженијето кое треба да едноставно, кога се каже Кавадарци е една фина средина, каде што со следливоста на тие метеостаници, кога се каже за следните 48 сата, Дружението со декрет и на телевизија и директно со луѓе, за следните 48 сата мора да се изврши прскање, бидејќи е исполнет условот на пепелница, пламеница, молец и така. И тоа да се почитува. Некој како ќе најде, кој со што ќе најде, тој од дедо му како што прскал, таквите нешта треба да бидат минато. И тука имаме еден чекор напред, бидејќи крајниот епилог кој ќе биде? Лозарот ќе има квалитетно грозје од кое ќе бара цена. Зошто? Има шеќерни единици, има здравствена состојба. Има квалитет, за да има и цена. За да има и цена. А од таквите производи, винариите нема да сигурно да затајат. Ќе кажат да, јас ќе го платам тоа, за тоа што има квалитети. Има шеќерни единици и од него ќе добијам добри продукти. Да, меѓутоа винариите повторно ќе одат со онаа позната песна што ја пеат во со години, дека нема пласман на виното и не може да се даде цена. А чекајте, а зошто е апаратот државниот апарат? Зашто зима од буџетот? Зашто плаќаме ние та приватен бизнис? Министерство за земјоделие. Никоја визба не може државата да ја каже колку ќе купи. Визбата не, али кога е државниот интерес, таа визба не е на Нептун, таа е на тука во Македонија. Има државата има своји министерства, визбата во координација, следливост на европскиот пазар, визбата и она треба да има рачун. А не таков како до сега што беше газење на интересите и достоинството и фамилиите лозарски. Тука предлагам да го погледнеме снимениот материјал кој што говори за новини во фитофармацијата. Во овие едукативни емисии секогаш вградуваме нешто ново, интересно за земјоделските производители. Но мора да кажеме дека треба нешто да кажеме и за она што е веќе устоличено и јас би го рекол од оној агрономски аспект, спасител по одредени основи на земјоделското производство. И мора да кажеме да онаа што се случува како новост по однос на превентивното и куративно делување на одредени средства за заштита восхитува, бидејќи она едновремено контактно делување, каде што пламениците со мицелиумот кога се инкорпорираат во овај делот од листот, тука веќе немаше никаков спас. Сега, во поново време имаме навистина многу квалитетни двокомпонентни решенија по однос на одредени болести, па и штетни инсекти. Ние мора да кажеме од оној аспект, од праксата, од теренот, од апликацијата и резултатите кои ги добиваме, одредени препарати ги нарекуваме спасител за производството. Зошто? Затоа што во поново време дојде момент на една вистинска творба од двокомпонентни препарати,
кои имаат и контактно и системично делување, значи куративно делуваат, локализираат и навистина ни даваат елан да ако е пламната болеста, да ја локализираат и да за само неколку дена ние имаме рехабилитација на растението. Но сето тоа е една финеса што стручњакот, заштитарот, треба да ја знае. И не случајно велиме, за некои препарати збориме дека се тие спасители на одредено производство. Зошто? Затоа што имаат широк спектар на делување, затоа се многу ефикасни и имаат брз, ефективен дел. Денес веќе предпоставувате, ќе кажеме за една новост на Хемомак, тоа е Сигнумот, кој во последните неколку години веќе јас не ја наречувам ни новост, него како усталена работа, која посебно во градинарското производство, посебно во расадопроизводството, опфаќајќи неботритисот, непитиумот, неризоктонијата, комплетно тој на еден начин дава фантастични резултати. И од тоа што лично можем и персонално да го кажем, и одговорно како стручњак, за она новост, Сигнумот во светски размери познат, признат. Во Република Македонија градинарите веќе потполно го знаат, овоштарите го сигурно добро знаат и Сигнумот представува една фантастична двокомпонентна творба, која нешто секако во годината која следува ќе си го најде и ќе си го има своето место. Значи, тоа е право решение или спасител за многу гадни болести во земјоделското производство. Што е суштината на квалитативниот аспект на овој препарат? Сигнумот, морам да кажам дека веќе голем процент на производители без него не ја замислуваат заштитата во пластениците, заштитата за отворено производство, бидејќи тој е препарат што се докажа со своите квалитети. Зошто? Затоа што боскалитот и пираклострубинот се една кохезија каде што целосно го опфаќаат растението, каде што боскалитот, значи, со таа своја активна материја спречува рптењето на спорите и фруктификација на нова мицелија. Значи, со примената тој го укочува системот на пораст на мицелијата и тука габата веќе го губи оној елан за понатамошно нејзино ширење. И боскалитот, карактеристично е тоа што делува превентивно. Значи се впива преку листот и се пренесува во растението системично, акрипетално, што е многу значајно. А пираклострубинот, тоа е фактички една новост од активна материја, од таа група, која навлегува во третираните делови на растението и потоа делува, значи, многу систематично со една трансмисија на во самото инфективно место. И на тој начин тој опфаќа, значи го фаќа и стадиумот на
габата во која тој продрина подлабоко во самото растение. Со тоа тој се врзува буквално со возочниот слој и таму создава едно депоа од активната материја и со тоа го спречува понатамошниот развој на болеста. Значи, тие две компоненти се на еден начин во една заедничка кохезија на делување и тука болеста нема можност да просперира. Спектарот мораме да кажеме дека е многу голем и со некоја си количина од само 700 до 1500 грама по хектар површина, тој решава проблем од било каков напад од одредена болест. Која е значајната работа? Една од најзначајните. Значи, сигнумот со својот превентивен третман фактички имаме фантастичен, подобар ефект. И мораме да кажеме дека во градинарството, во овоштарството, во лозарството, тој е лидер буквално со сите своји перформанси. Што е значајно? Европската заедница го регистрира како еден од најквалитетните решенија, брзи решенија, ефикасни решенија за, значи, кој ќе фатеме од расадот производството и не случајно тоа сега го збориме, бидејќи почнуваат активностите со расадот производството и тука веќе ние имаме од самиот почеток на никнење на расадот, имаме почетна појава на питиумот. Питиумот со мало невнимание може да предизвика големи штети. А со еден, ама точно мал, незначителен превентивен третман на расадите, од пиперка, од домата, од краставици, питиумот буквално не може да одземе дел од производството, што знае понекогаш скапо платената семка, да ја за една ноќ изгуби производителот. Со превентивен третман, со сигнумот, тој го решава проблемот со подолго време и со висока ефикасност. Бидејќи, како што рековме, и боскалитот и пиреклостробинот го даваат оној заштитен и подолго траен ефект по однос на ефикасноста на делување. Освен питиумот, ризоктонијата, баналниот ботритис кој знае да предизвика големи штети понекогаш со мало невнимание, иако е секундарен патоген, ботритисот може да предизвика големи проблеми кај, да кажеме, кај виновата лоза. Тоа сиво гниење со само 1 килограм по хектар површина од сигнумот ние имаме фантастична ефикасност од тој банален патоген. Освен ботритисот, монилиите, значи и питиумот, што рековме, значи голем спектар, тој широк спектар на делување е одликата на сигнумот со неговото системично и превентивно делување и оној широк спектар на делување го дава суштината на квалитетот на и ефикасноста на сигнумот. Што е значајно при ова наше образложение кога збориме за сигнумот? Морам да кажем од оној практично стручен аспект, нашата примена или нашата стратегија, тоа што Хемомак ја има и добро е што е така испражњава, со
од практично стручен аспект, примената на сигнумот, секогаш од расадопроизводството, каде што целта треба да биде квалитетна, ефикасна заштита на расадот, добро ожилување на расадот и немање на присуство на тој патоген, што покасно со расадувањето на стално место во фолијата може да ни предизвика големи штети. Наместо тоа, ние со таа редовна превентивна заштита, со сигнумот, ние имаме гарантирана заштита и здрав расад. Што е тука значајното кога го збориме превентивна заштита? Голем дел од производителите, овие наши едукативни емисии кои ги имаме, секогаш ние апелираме на тоа да производителот свати кога треба да биде загрижен. Но таа навика уште трае. Дел од младите производители велат, во Србија имаше една изрека спречити, а не лечити. И голем дел од млади производители кои веќе се под наша контрола, тоа го имаат суштински сватено и прифатено, бидејќи ако дал за една од некоја сорта краставица 15, 18 па и до 22 денари и купил 10.000 семки, дал големи пари, за само 24 сата оди и гледа 50% ги изгубил овие семките од питиумот. И доаѓа кај мене, ја носе таблата, професоре, што да правиме? Еве, ми отидоа тие, толку пари изгубив, секоја семка кошта и така. И јас велам, тука е мудроста на заштитата. Превентивната суштина е најважна при заштитата на растенијата од болести, штетници и плевели. Да спречиме, а да не лечиме, тоа значи ние, производителот буквално, кога треба да биде загрижен? Кога е производството здраво, тој треба со стручњакот да искомуницира и да каже кога да прскам за да го заштитам расадот. Значи, филозофијата во заштитата, генерално кажано, е во тоа. Со таа златна творба од двете компоненти активни материи, тука ние имаме една убава синхронизирана работа. Кога тоа се со една максимална микронизација, расадот кога поникне се заштити од тие творби. Кога се испрска квалитетно со максимална микронизација. Филозофијата на заштитата е патогенот кога налета на испрскана површина на листот, не може да ја оствари инфекцијата. Тоа е успехот на превентивната заштита. Затоа што кога коренчето падне, ние по ни по кој основ не можеме веќе да делуваме, тоа е изгубена семка од 20 денари и тука е крај. Мора или ново семе да се купи, или да се зива од негде расад. Наместо тоа, сигнумот по поникнувањето со една квалитетна апликација, бидејќи тие компоненти тука, и контактното, и системочното делување, и ништењето на питиумот, на ризоктонијата, на ботритисот, на сите тие чинители на младиот расад што може да дојдат, тука сигнумот ги нив штити. И затоа ние имаме еден квалитетен чин на заштита и јас сигнумот слободно, може да се љути некој, го сматрам
лично од стручно практичен аспект, од оние искуства до сега што ги имам. И онаа ефикасност која имам добиено за сигнумот ќе му го дадам епитетот спасител. Спасител на расадопроизводството од по сите основи, за тоа што сигнумот со тие две нови компоненти, кои се синхронизирани, квалитетни и дават еден фантастичен подстрек, се иднина на сигурноста пред се во градинарското производство, а можем слободно да кажеме кога имаме при зрење на грозјето, кога имаме еден можен таков период, знаеме дека е ботритисот секундарен чинител. Меѓутоа, ако не сме го заштителе лозјето од гроздовиот молец, ако има врнежи од дожд, тука можности за ботритисот се големи. Со комплетната заштита, само со килограм по хектар, ние имаме комплетна локализација на можна појава на ботритисот. Тоа многу луѓе го имаат докажано, многу луѓе го имаат потврдено, дека се работи за една новост која не случајно Европската заедница го има регистрирано како едно квалитетно двокомпонентно решение по однос на сите оние работи кои ги поседува. Ние говориме за лозарството. Јас пак, бидејќи повеќе притежнувам кон онаа чувствителност на градинарските култури, каде што промените, влагата, температурата во пластеникот се секогаш присутни за губење на имунитетот на младото растение, дали е тоа расат, дали е тоа доматите при зрење и така натаму. Секогаш си земам за право да кажам дека спасител за такви ситуации е токму сигнумот. Со сигнумот секогаш имаме сигурно производство. Тоа многу земјоделски производители го имаат сватено, прифатено и голем дел од нив сигнумот го имаат како десна рака по однос на примената во пластеничкото производство, па и производството на отворено. И јас сум воедно убеден дека секој оној кој во прав момент, со права концентрација и доза, со правилна микронизација на частиците, успева да употреби сигнум, бидејќи е тој компатибилен со други средства, може да има само квалитетно производство кое го посакуваат сите земјоделски производители. Стигнавме до крај на емисијата. Професоре, тука која ќе биде пораката до нашите гледачи земјоделски производители? Основна порака секогаш, кога е во прашање новост од фитофармацијата, тие новости ние ги уедноставуваме во лабораториски услови, ги припитомуваме да бидат сватени, прифатени и апликативно веќе активни во производен процес. За ова што го слушнавме сега. Тоа е двокомпонентен препарат. Сега, не рековме за, немавме време за за состојбата со есенската и зимската зелка, каде што и дел од демеркапискиот дел, тука неготинскиот веќе почнуваат со зелка. Валандовскиот, Богданскиот веќе имаме фантастичен напредок на зелката. Таквото средство, кој има двокомпонентност, кој има една фантастична превентива, една спречување на било какви патогени во тој период, е секогаш добро дојдено. Но, мора да го нагласиме тоа. Секое средство е ефикасно тогаш кога стручњакот врз основа на диагноза го одреди моментот кога треба да се испреска,
во која концентрација и доза треба да се испрска, со која количина на раствор по хектар површина да се испрска, и тогаш средството, тие две компоненти, обединети, даваат ефикасност, а тоа, крајниот резултат ќе биде квалитетно земјоделско производство. Со запазување на каренцата се има квалитетно производство кое европскиот пазар ќе го бара. Зборам европскиот пазар ќе го бара бидејќи најновите сознанија се најбогати земји ќе бидат тие кои имаат собствено производство на храна. Сега со ковидот, ако ви кажам какви се нови информации, за тоа може да следните емисии една ќе направиме таква. Што значи режимот на исхрана за заштита на имунолошкиот систем на растението, на човекот од ковидот. Тука се сите вклучени сите производи од земјоделието. Значи храната добро синхронизирана со витаминските творби и тоа што Господ го вградил внатре, кога го абсорбира човекот, тој има јак имунолошки дел, каде што вирусот не може да биде чинител или рушач на неговото здравје. Со тој режим на исхрана, јас сега лекарите ќе се теко сврнат, бидејќи сегашната ерозија на здравјето по други основи, дали диабетичари, дали тоа, дали оноа, сето тоа се препишува како на короната. Не, короната каде што е слаб имунолошкиот систем, тај агресивен вирус напаѓа и ништи. Сето тоа ќе дојде сега на виделина, само ние сега, од тука јас морам да пратам еден апел, тоа што го предлагаат медицинските лица, а не што пак незгодно ми е да зборам, меѓутоа политичарите, Караджовски да си отишол, тој да си дошол, тоа се луѓе што 40 години се епидемиолози. Што ја знаат, треба да се почитуваат правилата, ние да бидеме секој од нас, од себе почнувајќи дисциплинирани и да имаме побрз излез од таа криза, а не политички памфлети. Секој вечер слушаме што рекло ВМРО за тоа. Тој да си оди, Филипче да си оди, Караджовски да си оди, ќе дојде некој од Марс. Така да, на еден начин, моje лично мислење е да ја почитуваме секоја таа препорака, која значи заштита на себе и заштита на околината. Бидејќи имаме деца, имаме фамилии, имаме се, малото невнимание вирусот го користи и штом дојде во таква епифитотична појава, тука настануваат тие смртни случаи. За да не биде така, јас мислам дека и од таа емисија, ако е од земјоделски карактер, сепак, значи, голем дел од луѓето се точно земјоделци, кои треба да ги почитуваат тие правила. Благодарам. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, на крај сме на Агроспектар. Благодарам за вниманието, имајте секое добро со нашата програма.